Поздрав до вашите гледачи. Господин Минчев, можеме ли од ова да тргнеме веднаш со оглед дека бевте присутен денеска на постигнувањето на договор со синдикати од администрацијата? Колкав дел од администрацијата не е опфатен, би рекол, бидејќи еве од вашата поранешна партија, од опозицијската сега СДСМ, вела дека мал дел работници се опфатени? Па претеки го соопштението на Социјалдемократскиот сојуз, можам да кажам дека СДСМ води една нихилистичка, самоуништувачка политика. Од кои причини тоа го прави, не би можел да знам, ниту би сакал да го коментирам. Но тоа, како што е неодамна го изјави во едно интервју, ги води кон пропаст на партијата, за жал. Битно е да се напомене дека со овој договор кој што денеска е постигнат, практично се затвара последниот пакет на вработени во јавната администрација на кој што владата им е работодавач. Да подсетам за вас и за гледачите дека досега оваа влада има направено повеќе договори во кои што се опатени сите вработени на кои што владата е работодавач. Тоа е Министерството за внатрешни работи, вработените во Министерството за одбрана, понатаму вработените во здравство, во образование и сега завршува со околу 10.000, можеби и повеќе, сигурно таа бројка ќе дојде и до 11.000 вработени во јавната администрација, за која што е факт дека навистина платите беа мали. Министерството за јавна администрација во соработка со Министерството за финансии и предводено од председателот на владата, овие разговори со синдикатите, би рекол репрезентативните гранкови синдикати, а тоа се УПОС и САДУ, ги води повеќе од година дена. Денеска можам да кажам со задоволство дека е постигнат историски, би рекол, договор со кој што платите на вработените во јавната администрација кои што навистина беа на едно ниско ниво, до крајот практично на 2027 или почетокот на 2028 година, некаде март-април месец, ќе бидат зголемени до 40%. Тоа секако во оваа бројка од 40% се и годишните усогласувања кои што им следат на вработените во јавната администрација на годишно ниво. Значи не останува од јавниот сектор, би рекол, бидејќи така сега го објаснивте тоа, голем број или не остануваат работници кои што нема да бидат опфатени со вакви мерки со зголемување на платите? Јас кажав дека по овој договор кој што е постигнат денеска, Министерството за јавна администрација ќе пристапи кон подготовка на текст предмет на договор, кој што ќе биде колективен договор, секако во соработка со Министерството за финансии, и како единствен пример ќе биде поединечно понуден до секоја институција во рамки на јавната администрација. Потенцирам дека со ова се затвара пакетот на вработени во целиот јавен сектор, ако тука ги тргнеме секако вработените кои што се во рамки на локалната самоуправа, јавните претпријатија кои што се под локалните самоуправи, бидејќи тие подлежат на други законски решенија, го затвараме за година и пол процесот на покачување на платите на вработените во јавната администрација. Колку ќе биде минималната плата во јавниот сектор ако ССМ баре 600 евра? Видете, минималната плата може да се гради врз база на договор кој што се одвива во економско-социјалниот совет. Сојузот на синдикати на Македонија има, би рекол, нереално барање. Предпоставувам дека тоа е координирано со политичката партија СДСМ, затоа што да се вратиме малку наназад, Сојузот на синдикати на Македонија тргна од 450 барање за минимална плата, па 500, па дојде до 600 евра. Таа сума е преголема за буџетот на Република Македонија, имајќи во предвид дека за овој договор кој што денеска го постигнавме, владата ќе двои околу 10 милиона евра на годишно ниво, што навистина за година и пол дена од постоење на оваа влада, ако констатираме дека е затворен циклусот на зголемување на сите плати каде што владата е работодавач, и ако земеме во предвид дека се покачени, и добро е да се напомене во оваа прилика, пензиите на околу 340.000 пензионери, за кои што владата ќе потроши 500 милиона евра во 2026 година, збориме за некое нереално барање, кое што ако биде прифатено од страна на владата, а потенцирам владата не е така што одлучува, затоа што тоа е сепак одлука која што ја водат работодавачите и работниците. И ќе ми дозволите, уште ова да го напоменам, многу пати во минатото се шпекулираше со висината на минималната плата. Ако гледаме себично како влада
Нас не одговара минималната плата да биде 600 евра. Зошто? Затоа што придонесите кои што по основ на приходи се плаќаат по основ на плати, пресметка на плати на вработените, се плаќаат во буџетот, ќе го полнат буџетот. Но исто така треба да имаме предвид дека овој циклус што го затвараме за околу 100.000 вработени кои што се во рамки на државната администрација и оние 600.000 кои што се во приватниот сектор, со зголемување на минималната плата од 600 евра може да предизвикуваат огромни економски и социјални проблеми. Добро, предлог законот за висока раководна служба е ставен на ЕНЕР, не го подготвивте, тој треба да стави крај на партизацијата, непотизмот, вработувањата по партиски и други клучеви во јавниот сектор. Дел, па и од невладиниот сектор е скептичен. Што гарантира дека мерит системот ќе биде вклучен за вработувањата и напредувањата? Овој закон за висока раководна служба го изработи работна група од повеќе представници на различни институции, секако предводени од Министерството за јавна администрација, вклучени се представници од Генералниот секретаријат, Кабинетот на претседател на владата, Министерството за финансии и Министерството за економија. Ово е закон кој што повеќе од 7 години е на реформската агенда на Република Македонија. До сега имало повеќе верзии на закони, но ние се одлучивме за една верзија во која што се опаќаат околу 100 институции во Република Македонија. И овој закон, би сакал да потенцирам, дека се однесува исклучиво на раководните позиции, односно извршните функции од различни институции и ги опфаќа директорите, замениците директорите, членовите на управните одбори и државните секретари. На владините тела. На владините тела, значи оние органи на државната управа. Што е битно да се напомене? Дека се значајни промени во овој закон на 3 клучни пункта. Првиот е да се поведе и во овој закон тоа го содржи, да има начин, критериуми и постапка на избор на високи раководни функции. Вториот е да се скратат членовите на управните одбори, кои што се трошок во буџетот на Република Македонија, на максимум 3 члена, имајќи во предвид дека досега беа некои институции 5, 7 и 9 члена на управните одбори, ние вршиме практично една мини чистка и правиме огромни заштеди во буџетот. И третиот пункт е регулација на досега би рекол алатката или пак злоупотребата на таа алатка, а тоа е ВД функцијата или пак можноста за ВД функционер да се продолжува на секој 6 месеци. Дозволете ми тогаш. Овдека тоа го регулираме само на 6 месеци. Заради бројни прочитав критики од граѓанскиот сектор, иако се генерализирани, на што се должат тогаш? Што е проблем во тие комисии, дискреционата права на министерот, дека повторно тој ќе може да одлучува, дека и веде функцијата на одреден раководител може да се одолговлекува до бескрај, доколку на конкурсот не му се допаѓа на министерот. Па не е така, видете. Значи мора да направиме разлика во за неколку реакции, да кажеме, на невладиниот сектор. Ние веде функцијата ја ограничуваме максимум на 6 месеци, што значи веднаш потоа мора да биде распишан јавен оглас за одредена позиција или одредена функција во зависност од институцијата. Број 2, во рамки на ова комисија која што одлучува, треба да е составена, како што е пропишано со законот, од професионалци кои што произлегуваат од Генералниот секретаријат, односно искусни административни службеници. Една или две комисии? Една, но подоцна е и за друга институција, согласно другите подзаконски акти, за дополнителните критериуми, бидејќи овдека во овој закон се содржани само општите критериуми. Сега, која е реакцијата на невладините или граѓански здруженија? Дека треба да постои посебно тело, новогабаритна комисија, која што ќе произлегуваат дополнителни трошоци во буџетот, составена практично ново тело и рачунајте понатаму администрација, која што ќе биде практично сервисно ова тело. Сега, ако ние ги кратиме членовите на управните одбори, ако оваа влада и Министерството за јавна администрација се залагаат за силни реформи и кратење на членовите на управните одбори, тогаш е нелогично ние да формираме ново тело.
Ако го имаме предвид дека во реформската агенда на Министерството за јавна администрација е и следниот закон во кој што треба да практично намалиме 40% на институции кои што се од органите на државната управа во таа прва линија, и ако треба да кратиме институции кои што се преклопуваат или имаат иста надлежност, тогаш е нелогично да формираме ново тело, нова комисија, која што ќе произведува дополнителни трошоци во рамки на буџетот. Но исто така морам да кажам дека критериумите се навистина високи, збориме за општите, а понатаму со текот на самиот избор на функционер, во зависност од институцијата, може да се формира, значи, и посебни комисии ќе бидат формирани за избор на таквите раководители. Ако се задржиме малку на државните секретари, кој е ставот? Какви се решенијата одека да имаме државен секретар професионалец од институцијата што ќе се јави на оглас, или да биде тоа партиски или близок член на министерот заради блискоста во одлучувањето и спроведувањето на политиките во ресорот? Општите критериуми во закон, кога се однесува и за државните секретари, меѓутоа и за директорите и за министрите и директорите, пропишува да има минимум 7 години во рамки на јавната администрација искуство, или пак да работи во врска со одредена област минимум 3 или 2 години во зависност од институцијата на неколков проект кој што е поврзан со институцијата. Сега, се наметнува дилемата и ние имавме во работната група навистина долга дебата и дискусија дали државните секретари да бидат во рамки на овој закон. Видете, политичките партии излагаат на избори и добиваат доверба на граѓаните. Државните секретари се главниот двигател или пак државниот секретар е шеф на сите вработени во рамки на јавната администрација и тој треба да биде професионална, висококвалитетна, образована личност, која што ќе оди на конкурс, но во исто време ќе мора да ги спроведува политиките на владата. Замислете, ситуација каде што министерот и државниот секретар не градат заеднички политики. Тогаш немаме ништо од брзи резултати и реформи кои што се бараат од нас. Но, би сакал ова да го кажам. Не се водеше полемика или пак реакцијата од граѓанските здруженија, можеби и Сигма за државните секретари. Туку се водеше дебата дали и генералниот секретар на владата и замени генералниот секретар на владата треба да бидат дел од овој закон како што се државните секретари. Уште едно интересно прашање се поврзува со овој предлог закон за високи раководни функции. Ќе се раководите според балансерот, правична застапеност при одредувањето исто, и докаде е впрочем процесот со балансерот? Не, овој закон воопшто не предвидува таква етничка застапеност. Значи дека е битно да бидат овие извршни функции, би рекол квалитетни, професионални, но да ги спроведуваат политиките на владата секако од одредена област. Што се однесува до законот за правична застапеност, тој е веќе вратен од Венецијанската комисија. Да потсетам, значи укината е од страна на Уставниот суд дигиталната алатка балансер и практично владата пристапи кон правење на ново законско решение. Јас како министер инсистирав да тоа го прави работна група која што е составена од експерти, за да не се доведеме повторно во истата ситуација Уставниот суд да ни укинува одредени членови или одредби од постоечкиот закон. Тој закон е направен, пратен е во Венецијанската комисија. Венецијанската комисија го врати назад, има одредени забелешки на некои членови, но тие не се големи. Јас се надевам дека во најбрз можен период работната група која што составена од експерти ќе се состане, ќе го дополни со тие измени и понатаму може да оди во владина и секако во собраниска процедура. Завршија изборите, премиерот вели дека не планира да има предвремени избори, тогаш може би е вистинско време за прашањето дали се работи на законско решение за укинување на техничката влада? Законското решение за техничката влада е во завршна фаза, но исто така морам да кажам дека тоа беше отворено како една од главните точки на лидерската средба. На лидерската средба имаше различни ставови, но ние максимално транспарентно ја водевме оваа постапка да во рамки на законот учествуваат и политичките партии кои што се од опозиција. И при тоа пристапивме прво кон една средба која што се водеше во рамки на собранието на координатори на пратенички групи и понатаму беа повикани дел од
координаторите од позицијата, но сите координатори од опозицијата во Министерството за јавна администрација да се поразговара и да им се укаже за можноста за промена на законот за влада. Исто така во собранието јас како министер за јавна администрација нацрт верзијата на законот ја доставив до сите координатори на една координативна средба на пратеничките групи. Тие требаше до петокот да дадат своји сугестии за белешки и ние во една демократска атмосфера, веќе имаме завршната верзија како Министерство за јавна администрација, ќе ја пратиме до владата. Инаку, прифатени се забелешките на опозицијата, односно барањето на Социјалдемократскиот сојуз, да всушност дополнителните министри кои што ги предвидува ова законско решение бидат во тие министерства во кои што тие ги бара и исто така делумно, што сметам дека едно балансирано решение е прифатено да техничката влада или така наречената пржинска влада важи и на следните парламентарни избори без разлика кога се, дали се вонредни парламентарни или редовни, да се укине на тие потоа. Еве сега од СДСМ што како од СДСМ бара да биде нон-стоп оваа пржинска влада, односно да не биде воопшто укината. Сега ако можам да бидам саркастичен, бидејќи велат дека се спремни за избори, за предвремени парламентарни или редовни, а бегаат како ѓавол од предвремените избори или пак од редовните парламентарни избори, бидејќи велат дека ќе победат, ќе имаат можност следните парламентарни до крај да го тераат својот мандат, ако победат, до крај на нивното, да кажеме, нивната победа на следните парламентарни избори и можност да продолжат понатаму без техничка или пржинска влада. За крај, ако добро ве разбирам, со или без СДСМ, техничката влада ќе се укине согласно тој план. Па да, законот е во завршна фаза, јас велам ќе го доставиме ние како министерство до владата, владата ќе се произнесе, ќе има дискусија во собранието. Овој закон се носи со 61 пратеник, без Бадентерово мнозинство и ние навистина сметаме дека тие 3 или месеци или 100 дена кои што се во постојното решение ја кочат работата и интензитетот на реформите кои што секоја влада треба да ги има. Мислам дека тој закон или пак таа пржинска влада ја завршија својата употреба за која беа наменети. Тие беа, да подсетам, донесени таквите измени во овој закон 2016 година со цел да има фер, слободни демократски избори. Бидејќи наназад имаме повеќе изборни циклус, вклучително и последните локални избори со позитивни оценки и немаме никакви реакции ниту од опозицијата, тогаш сметаме дека овој закон и оваа пржинска влада практично го отслужила своето и треба да биде поминато. Горан Минчев, гостин во тема на денот, ви благодарам. Благодарам на поканата.